Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование. И еве, со уште една лекција во нашата училница ќе се обидеме да помогнеме на учениците од 8 оделение да совладаат нова наставна содржина. Се работи за една исклучително интересна лекција која се надевам дека ќе ви привлече внимание. Па така, продолжуваме со темата Македонија од првата половина на 19 век до Првата светска војна, односно со лекцијата број 3. Тоа е Разловечкото востание, кое се случило во 1876 година. И да видиме што е тоа што е најзначајно за Разловечкото востание. Ова е Македонија во втората половина на 19 век, кога е поделена на три вилаети: Солунски, Битолски и Скопски. Меѓутоа, по-детално да кажем за ова или за овој временски период ќе зборуваме во наредните лекции, а ние да се задржиме на тоа што денеска е наш предмет на интерес, а тоа е Разловечкото востание. Веќе многу пати имам кажано дека главна работа или суштинска работа на историјата е да ги толкува настаните. Историјата не е само фактографија, односно бројки, односно датуми, настани и личности, туку треба да се толкуваат настаните, треба да знаеме повод, причини, последици за настанот. Па така, прва работа која што секогаш ја кажуваме за секој историски настан се причините за тој историски настан. Во овој случај не интересира кои се причините за кревање на востанието. Па така, кога зборувавме предходно, односно за Македонија во првата половина на 19 век, кажавме дека во Македонија постоела феудална анархија, остатоци од такви феудални и разбойнички банди постоели во овој временски период, односно имало се уште територии каде што власта била под рацете на феудалците, имало качечки банди, имало овакви албански банди кои што доаѓале во македонските села и го ограбувале локалното население, што значи дека Османлиската империја немала цврста централна власт, не можела да ја гарантира безбедноста на населението и токму тие разбойништва кои значеле плечкосување на македонското население, ќе значи и една од причините за да се бара подобрување на положбата на македонското христијанско население. Значи, кажавме прва точка разбойништва, објаснивме. Што значи тоа? Злоупотребите на власта врз населението е втора точка, односно дел од представниците на власта продолжувале со стандардната османлиска даночна политика да земаат толку колку што треба и толку колку што не треба, да злоупотребуваат својата положба, да грабнуваат македонски девојки, да убиваат македонски, да кажам, односно македонци, односно дел од машкото население кои што работеле на имотите на богатите турски аги и бегови без да одговараат и така натаму, што значи грубо ја злоупотребувале власта која што им била дадена и така вршеле тортура врз населението. Значи, освен тие банди кои што крстосувале низ населените места, освен феудалците, значи гледаме и официјалните представници на турската власт ја злоупотребувале својата моќ врз населението. Како трета точка би навеле населување на голем број на турско население, односно во периодот после Кримската војна во 1856 година голем број на турско население ќе се насели во Македонија и така се случува да голем дел од имотот на селаните биде одземен и им биде даден на турското население и така, исто така се предизвикувало голем револт околу тоа прашање. Една од најголемите причини за кревањето на востанието е источната криза, која започнува во 1875 година со востанието во Босна и Херцеговина, за тоа веќе имаме зборувано.
Истата таа криза ќе се прошири и во Бугарија со априлското востание од 1876 година и така, нели, тоа ќе им даде дополнителна мотивација и на Македонија и на македонското население дека и тие може да се кренат на востание. И тука има уште една работа која што јас сум пропуштил да ја кажам, а тоа е верскиот фанатизам. Значи, верскиот фанатизам за кревањето на востанието. Па така, во овој временски период владе верски фанатизам, а најизразен е верскиот фанатизам при обидот да биде, нели, потурчена една девојка од местото Богданци, која се викала Стефанија. Колку бил голем тој верски фанатизам ни покажува баш овој, да кажам, случај, кога, нели, ја грабнуваат девојката, а христијанското население оди во Солун да се жали кај конзулите, бидејќи, нели, дел од најзначајните држави во тој временски период имале своји конзуларни представништва во Солун, тргнале во Солун да се жалат, тука ќе бидат пречекани од локалното турско население и ќе се случи еден судир во кој, нели, најголемиот товар ќе го поднесе македонското христијанско население, односно, нели, ќе бидат нападнати, ќе бидат убиени, улиците на Солун ќе бидат во крв, а еден дел од конзулите, односно конзулите на Германија и на Италија тргнале, нели, да го одбранат христијанското население, меѓутоа во таа борба ќе загинат и странските конзули. Кога во таа, да кажам, фанатична исламска напаленост нема да бидат поштедени ниту конзулите на големи држави, на големите сили, што останало за, нели, македонското христијанско население. Што значи дека ќе кажеме дека, нели, и верскиот фанатизам исто така е една од причините за кревањето на востание. Сега, за едно востание да биде, да кажам, подготвено, мора, нели, да има сериозни подготовки, па така, главен организатор на востанието ќе биде Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски, бидејќи од Берово, нели, ќе го добие надимак од Беровски. Се работи за извонредно подкована интелектуална личност, бидејќи дел од своето образование ќе го заврши во Белград на високата воена школа и ќе биде, да кажам, школуван за војување, ќе биде интелектуалец, ќе ги разбира политичките настани, знаел, нели, какви потези да повлече со цел да биде подобрена положбата на населението. Затоа, нели, можеме да кажеме дека една од најзначајните личности на 19 век за историјата на македонскиот народ. Инаку, нели, по завршувањето на воената школа, тој се враќа во родното Берово и тука ќе влезе во судир со грчката пропаганда, односно во судир со грчките свештеници, бидејќи во 1874 година ќе го избрка тогашниот грчки свештеник од Берово. Грчкиот свештеник ќе биде близок со османлиските власти и така, нели, овој Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски ќе се најде во небрано и ќе биде принуден да го напушти Берово и да замине во Солун. Од тука ќе го организира востанието. Сега веќе добро знаете, за да се организира едно востание треба оружје, муниција, облека, храна и слично, што значи треба да бидат направени неопходни подготовки за сето тоа да биде изведено, а за тоа сето, нели, е потребно финансиски средства, па така тој ќе го задолжи неговиот дедо, односно таткото на неговата сопруга, што значи тој кој што ќе биде задолжен да ги заврши работите на Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски, бил татко на неговата жена, тоа бил Поп Стојан, и така Поп Стојан ќе биде задолжен да го продаде имотот на Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски и, нели, да му ги прати парите, а овој да набави оружје и муниција и да ги врати назад. Значи, добро слушнавте, да. Треба да го продаде личниот имот на Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски со цел овој да набави оружје и муниција.
И внимавајте која фанатичност е таа, нели да си го продавате својот собствен имот за нели да го организирате тоа востание. И така, неговиот дедо, постојан, успешно нели ќе го направи тоа, ќе му ги прати парите, а овој ќе купи пушки со муниција, со запрежни средства, нели, преку тајни канали ќе го прати оружјето и муницијата во Малешевијата, односно во Берово. И така, нели, биле направени подготовките за да почне востанието. Целта на востаниците била, или целта на Димитар Поп Георгиев Беровски била востанието, освен во Берово, да се крене односно освен во Малешевијата, да се крене во Струмичко, во Радовишко, во Петричко и така да биде едно регионално востание во кое нели ќе бидат опфатени повеќе делови од Македонија. И така, доаѓаме нели до тоа, да кажеме дека во подготовките на востанието ќе учествуваат и две жени, тоа се Баба Недела и Станислава Кара Иванова, кои ќе го изработат востаничкото знаме, кое гледате како изгледа. На знамето пишува "Станете да ви ослободам", односно "Станете да ве ослободам", и имаме лав на жолта позадина, па така, нели, ова е символиката да самиот народ се освести, нели, за да се ослободи од османлиската власт. Сега, биле направени сите неопходни подготовки и на 19 мај дел од раководството на востанието се наоѓало во една област близу Берово, областа се викала Калаџерџево, и кај востаниците стигнало, или кај четниците стигнало глас дека во селото Разловци има турски даночници. Тогаш тие одлучиле, нели, дека сега е време да започне востанието. Што значи тоа? Тоа значи дека дошле турци да го соберат данокот. И овие се договориле да ги убијат даночниците, да го завземат селото и да ги вратат парите на селаните. Така и се случило, па така на 20 мај 1876 година е кренато востанието. Биле убиени турските даночници и практично, нели, востанието започнало, бил завземен Разловци. По завземањето на Разловци, востаниците се поделиле во две групи. Било одлучено едната на чело со Димитар Поп Георгиев Беровски да се упати кон Берово, каде што ги чекале 300 востаници, кои требало да ги зајакнат востаничките редови, а една група на чело со Цоне Спасов требало да остане и да го брани селото Разловци. Тоа и се случило, тргнуваат овие кон Берово, а во меѓувреме доаѓа турска војска која пали дел од селото. Додека овие одат за Берово, неколку турски, да кажам, војници ќе ги пресретнат, односно ќе ги пресретнат четниците. Тоа било мала турска вооружена група, меѓутоа успеала да им нанесе навистина големи штети. Односно, групата предводена од Беровски, која, нели, се упатила кон Берово, била пречекана кај селото Митрашинци, каде што имало борба во која Беровски бил ранет во главата и не бил способен да носи решенија. Да, слушнавте правилно, односно, нели, не бил убиен, туку бил ранет во главата, меѓутоа, нели, едноставно бил отсечен од востанието, бидејќи, нели, не можел да носи одлуки. И така, востаниците, нели, морале да донесат одлука што да направат, дали да се упатат напред кон Берово и да се сретнат со тие 300 востаници, или да се вратат назад. Тие ќе одлучат да се вратат назад во селото Разловци и да го бранат. Ќе се вратат назад во Разловци и повтор пат, нели, ќе дојде турска војска која што, нели, ќе ги нападне востаниците. Востаниците ќе бидат поразени, селото Разловци повтор пат ќе биде запалено, овој пат целосно, и со тоа фактички ќе заврши востанието. Она што заборев да ви го кажам, е тоа уште една случка која е поврзана со
востанието со фанатичниот поглед на востаниците, па така кога ќе започне востанието, поп Стојан прв ќе ја да запали својата куќа и можеби некој ќе праша зошто, тој сакал на другите да им каже ете што ќе ви се случи на вас кога ќе дојдат османлиите, меѓутоа вие не смеете да се плашите. И вашите куќи ќе горат како што горе сега мојата. Што и нели се случило, односно по доаѓањето на вториот односно по доаѓањето втор пат на турските војски, селото Разловци, како што веќе кажавме, по втор пат ќе биде запалено, овој пат целосно уништено и така нели ќе заврши востанието. Сега, што сакав да кажам? Сакав да кажам дека дел од сточарите во Малешевијата ќе бидат принудени да си заминат, со тоа востаниците ќе останат без храна, ќе бидат принудени дел од нив да се предадат, еден дел ќе бидат убиени, а еден дел ќе заминат во Бугарија, како што тоа нели бил и Димитар Поп Ѓорѓев Беровски, односно водачот на востанието. И така кажавме дека востанието ќе биде задушено. Сега, она што се поставува како прашање е тоа кои се причините за неуспех. Причините за неуспех, како што веќе нели гледате на екранот, се недоволната организираност. Што значи тоа? Тоа значи дека еден човек сам не е во состојба самиот да организира востание, односно да набави се што е потребно за едно востание. Македонската револуционарна организација која е создадена подоцна во 1893 година, 10 години го организираше востанието, па не успеа да го организира како што треба. Па така, значи, гледаме дека овој временски период е недоволен да се организира едно сериозно востание. Втората е слаба вооруженост, односно поврзано е со првата точка. Она што тука го немам напишено е ранувањето на Димитар Поп Ѓорѓев Беровски, како исто така една од причините за неуспех. Односно, нели, можеме да си го поставиме прашањето што би било нели доколку не го ранеле, дали би продолжиле понатаму, дали би се сретнале со тие 300 востаници, дали би го востанието прошириле кон Струмичко, Радовишко, Петричко и така натаму и како би изгледало востанието понатаму. Нели во историјата нема што би било ако би било, меѓутоа нели сепак нели тоа покажува дека можеби востанието би тргнало во некоја поинаква насока. Третата точка е локалниот карактер на востанието како причина за неуспех. Гледаме дека востанието се кренало само во Разловци. Тоа покажува дека востаниците ќе бидат лесна мета на османлиската војска, бидејќи османлиската војска ќе има само едно место за освојување. Ако востанието беше кренато на повеќе места, османлиската војска ќе требаше да се подели и во помал број да се наоѓа пред нели, населените места и така тоа ќе значеше поголема можност за востаниците да се одбранат. Вака, нели, само едно место, односно локален карактер односно локалниот карактер на востанието ќе биде една од причините за нели, задушување на востанието. Последна причина е немањето поддршка од страна на големите сили, односно за да се создаде една држава, кажавме и во минатото дека треба две работи. Прва работа е организирана вооружена борба и кревање на востание, а втората е поддршка од големите сили. Без поддршка од големите сили, вие немате можност да го завршите востанието со успех, па така во овој случај гледаме дека востаниците немале поддршка од ниту една голема сила. Така, се на се, овие се причините за неуспехот. Значи, недоволната организираност, слабата вооруженост, локалниот карактер, ранувањето на Димитар Поп Ѓорѓев Беровски и немањето поддршка од големите сили. Од прилика тоа е тоа, се надевам нели дека ви помогнав да совладате уште една наставна содржина. Со ново видео